Македонскиот народен театар одбележува 74 години од првата изведена театарска представа, која го одбележува почетокот на развојот на македонската културолошка гранка. Јубилејот беше одбележан со изложба на слики, како и пишани текстови кои датираат уште од 1945 година, па така преку креативност се прикажа развојот на театарските представи од почетокот па до денес. Од текст до представа, македонските автори на сцената на МНТ е да се прикажат авторите од различните генерации. Тоа се Војдан Чернодрински, Ристо Крле, Васил Илјовски, Антон Панов, Венко Марковски, Коле Чашула, Бранко Пентовски, Томе Арсовски, Душко Наневски, Петре М. Андреевски, Бранко Варошлија, Ташко Георгиевски, Живко Чинко, Љубиша Георгиевски, Богомил Ѓузел, Митко Манџуков, Русомир Богдановски, Васе Манчев, Афродита Киријаковска, Братислав Димитров, Горан Стефановски, Јордан Плевнеш, Блаже Минавски, Благо Аристевски Платнарод, Митко Бојаджиски, Венко Антоновски, Женина Мирчевска, Дејан Дуковски, Сашко Насев, Загорка Попантовска, Ана Ристовска и други. Низ текстовите, фотографиите, програмките, плакатите и скиците се прикажува драмскиот напишан збор како одигран збор на сцена, оживувањето на драмскиот текст. Покрај изненадувачкиот број на млади студенти и средношколци, присутни беа и голем број актери, кои се потсетија на корените на Македонскиот народен театар. Актерот Ѓорги Олевски за 1 ТВ вели дека е горд што театарот во Македонија полека но сигурно го постигнува врвот на успехот, со голем број на посетители и исполнети сали. Токму затоа што е јубилеј на Македонскиот народен театар, е јубилеј, би рекол, на целокупната културна јавност во Македонија и на сите институции, бидејќи најголемиот дел од институциите во Македонија се излезени токму од Македонскиот народен театар. Јубилејот значи традиција, значи вознес од 74 години, тоа значи потврда за националноста, потврда за јазикот, потврда за стабилноста на земјата и потврда за еден континуитет кој што ќе значи и на генерациите што доаѓаат. Јас сум навистина горд за тоа што сум дел од ансамблот на Македонскиот народен театар, би рекол целиот мој живот го пројдов во театарот. Мојата прва театарска представа беше Ништо без трифолио, режија на Унковски, Русомир Богдановски, 86 година и токму во Македонскиот народен театар. Јолевски исто така ги поздрави младите гледачи, кои се се почести посетители, и соопшти дека верува дека интересот кон културата се повеќе ќе се зголемува. Младата публика е се почесто присутна во театрите, тоа што имаме навистина голем прилив на македонски гледачи кои што се заинтересирани за и современите и класичните театарски дела, тоа само може да ни даде надеж. И тоа значи дека она што го правиме во театарот е вистинскиот репертоар. Изведбите во минатото биле едноставни и сиромашни во поставка, но значајни за творичката активност, репертоар на македонскиот јазик и со македонската проблематика, а преку тоа и на процесот на ослободување на народот и земјата. На средината на 40-тите години започнуваат да се основаат првите театри на македонски јазик. Формирањето на Македонскиот народен театар на 31 јануари 1945 година. Првата представа премиерно е прикажана на 3 април 1945 година. Драмата Платон Кречат од Александар Корнејчук, во режија на Димитар Кјурстаров, а во превод на Блаже Коневски.